Денеска го разгледуваат упатството со кое Државната изборна комисија го утврди собирањето потписи за независни кандидати на предстојните избори. Упатството е оспорено со две иницијативи, а седницата ја следи колешката Ивана Соколович-Најдова. Ја имаме во живо во овие вести. Ивана, кој е ставот на уставните суди подносно овој документ? Деспена ќе почекаме да видиме кој ќе биде ставот на уставните суди со оглед на тоа дека дебатата се уште трае, седницата е отворена. Дали ќе биде поведена постапка по овие иницијативи кои што се поднесени од страна на Светскиот македонски конгрес, ќе видиме по завршувањето на седницата. Досега од оној момент на дебатата можевме да ги слушнеме ставовите на уставните суди. Би кажала дека во салата се води жестока дебата и спротивставени ставови имаме на уставните суди во однос и на рефератот кој што е подготвен од судијата известител и на водите кои што се дел од иницијативата. Во главном сите имаат забелешки околу правилникот кој што Државната изборна комисија овозможи со два потписи независните кандидати да влезат во изборната трка. Она што судиите го забележуваат не е само бројот на потписи, дали Државната изборна комисија постапила согласно надлежностите во она иницијатива која што е поведена овде во она иницијатива која што доставена до Уставниот суд. Практично подносителите токму и тоа го замеруваат, односно дека иако изборните рокови се во тек, Државната изборна комисија постапила надвор од овластувањата и пропишала услови за остварување на избирачко право на граѓаните да учествуваат во вршење на јавните функции. Ова е цитирано од наводите кои што се наведени во самата иницијатива. Судиите забележуваат дека со оглед на тоа дека Државната изборна комисија носи ваква одлука, дека таа ги заобиколила своите надлежности. Ова е во дел од ставовите на судиите. Останатите пак сметаат дека во отсуство на решение кое што требаше да го донесе парламентот, Државната изборна комисија постапувала согласно актуелните и се уште важечки одредби, а тоа се членовите 61 и членот 63 од изборниот законник, и дека морало да ја пополни правната празнина. Останатите пак сметаат дека во оној дел со собирањето потписи, како што кажав, потребниот минимум за собирање потписи, односно два потписи, дебатираат и тоа дали групата на граѓани, како што е наведено изрично во законските одредби, бројот е 2 или веќе од 3 потписи ќе биде можноста за кандидирање. Сепак спротивставените ставови одеа и дотаму дека самиот правилник не е ниту правен акт, бидејќи не е објавен во службен весник. Дали ќе се поведе постапка, кои ќе бидат до крај аргументите на уставните суди, сепак ќе мораме да почекаме. Како што кажав, дебатата овде во Уставниот суд се уште трае. Ивана, јас ти благодарам за овие информации. Сега ќе почекаме за конечна одлука на уставните суди, која секако ја пренесуваме и во следното информативно издание.